Благодарам, господине Джуфери. Господине Бочварски, од 20 минути, 15 минути зборувавте за патиштата во Источна Македонија и воопшто во Македонија. Вака професорски кажано, ја сгрешивте темата на писмената работа, односно на вашиот говор. Да си пратеник од СДСМ само и да зборуваш за патишта и за вложување во инфраструктура, навистина одговара на една промашена тема. Вие самите сте сведок, вашата дневна патна траекторија кажува кој што направил во делот на патната инфраструктура. Патувате од Скопје до Штип, од Скопје до Велес автопатот темелно го реконструираше влада на ВМРО ДПМН. Од Велес до Кадрифаково, експресен пат, нов, гланц, што вели народот. Го направи ВМРО ДПМН, влада на ВМРО ДПМН. Од Кадрифаково до Штип патувате по новата лента на новиот автопат од Миладиновци до Штип. И вие зборувате за вложување во патна инфраструктура. Во ваше време се патуваше од Штип до Скопје на следниот начин. Од Штип до Велес одиме по некој велеслалом, вака скијачки кажано, а од Велес до Скопје, иако беше автопат, возачите велат патувавме како да одиме по една слалом патека. Тоа е толку од вашите вложувања во патната инфраструктура и толку од вашиот политички кредибилитет кога станува збор за вложување во патна инфраструктура во Република Македонија. Господине Бочварски, се кажавте, но зошто овие работи што сега ги правите овие 70 на дена во Република Македонија кога практицирате власт, не ги представивте пред граѓаните на Штип? Зошто на граѓаните на Штип не ги кажавте дека имате план Штип да биде град кој што ќе вдоми неколку илјади мигранти? Зошто тоа не им го кажавте? И редно е барем сега да кажете каде ќе ги вдомите тие мигранти, колку станови ќе ги направите, каде ќе се образуваат тие и каде ќе се лечат тие мигранти. Тоа е редно да им го кажете на вашите штипјани, иако пред изборите не бевте експлицитни, ниту пак имплицитно јасни дали и колку мигранти ќе вдомите. Сега јасно, ќе вдомите, штипјани прашуваат каде ќе ги вдомите. Зошто на штипјани не ги кажавте дека со соседна Бугарија ќе подпишете еден ваков договор за добрососедство? Зошто не го кажавте тоа? И тоа пак ќе кажам. За 24 часа преговори. Толку. Нити Бранко Црвенковски, нити Хари Костов, нити Владо Бучковски, нити Љупчо Георгиевски, нити Никола Груевски. 27 години сите преговараа и не се договорија. За 24 часа се договоривте. И зошто не ги кажавте на вашите штипјани дека нивните сограѓани Киро Глигоров, Михајло Апостолски, Славчо Стојменски, Тошо Арсов, Ванчо Прке се дел од заедничката историја на Бугарија и Македонија. Тоа треба да го објасните на граѓаните на Штип, тоа што не го кажавте во предизборието пред 11 декември. Едно е СДСМ во опозиција, сосема друго е во позиција. Ви благодарам.